Е дека со пандемијата двојно се зголемија проблемите со правото на видување на еден родител кон детето, односно интензивирано детско отуѓување од страна на родителот и нефункционалноста на системот, односно центрите за социјална работа да го регулираат за гарантираното право на детето да се гледа со вториот родител, правото на пристапност до образовните, здравствените, правните и други услуги кои државата ги нуди. Македонија као потписничка на Конвенцијата за правата на детето се обврзува да биде пристапна кон сите услуги кон децата, посебно здравствените и образовните, да не нагласувам. И исто така допринесе во нарушување на менталното здравје. Значи, ако земеме во проценти, 27% од дојавувањата се поврзани со оневозможување на детето да го гледа вториот родител, со изговор дека пандемијата ги влошува и го става детето во ризик, како да вториот родител е преносител на COVID-19, а првиот родител не е преносител на COVID-19 и на тој начин нарушените дисфункционални поранешни партнерски врски не може да станат функционални родителски обврски. Многу често сме нагласувале со завршување на бракот не завршува и родителството и заговараме и поддржуваме иницијатива за заеднички одговорно родителство и по развод, да не биде државата соучесник со отуѓување на детето од вториот родител. До сега сме имале две јавни расправи во собранието за оваа иницијатива. За жал и двете беа неуспешни. Сметаме дека со новиот парламентарен состав ќе дадеме придонес дополнително да извршиме лобирање, застапување дека од суштинско и елементарно значење е детето да не се чувствува обесправено во остварување на нормална комуникација со двата родители. Да се чувствува подеднакво дома и кога е кај мајката и кога е кај таткото. И да не се пресметуваат родителите на сметка на детето, користејќи ја пандемијата. Во однос на вториот најголем број на дојави е насилство. Насилството поврзано со меѓуврстничко насилство, препознат како булинг, економска експлоатација, сексуална експлоатација, занемарување, физичко насилство, ран детски брак и така натаму е високо на дојавите на нашиот СОС телефон, на кој нашите дежурни СОС оператори редовно се јавуваат и се обидуваат да ги стават институциите во функција кога треба да превенираат и кога треба да реагираат. Се сеќавате на последниот случај со девојчето во населба во едно населено место во Скопје, каде што беше занемарено и злоупотребувано страна на нејзината мајка. И да не беше првата детска амбасада во светот Мегеши да ги притисне институциите, можеби девојчето ќе продолжеше и понатаму да биде жртва на нефункционалноста на системот и негрижа на родителот. Третиот по број на дојави е менталното здравје. Со 14% нарушени семејни односи, нарушени односи при бракоразводни постапки, се јавува гнев, лутина, вознемиреност кај децата. Некои од нив стануваат зависници од психотропски супстанции, се однесуваат многу чудно, вознемирено, имаат нарушена комуникација, дури и суицидни, односно самоубиствени мисли. Ова исто така е многу сериозна појава и морам да признам дека постоење на 28 години на СОС линијата е од големо значење за децата и за дојавувачите, затоа што можеби во последен миг и нашиот оператор може да помогне и во спасување на еден детски живот. И последните по број на дојави се дискриминација и проблеми во однесувањето на учениците со институциите на системот. Она што сакам да го нагласам како проблем е пристапноста до образованието. Дури 20 деца се јавиле, имале проблем. Проблем со здравствена заштита и добивање на медицинска помош 9. Правни услуги биле оневозможени 4 деца. За време на пандемијата се сочивме со два многу важни
проблеми. Едниот е што забележавме дека здравствените институции кои директно работат со деца не се екипирани, односно не се опремени со соодветна опрема да можат да постапуваат соодветно. И на 7 пати се има дојавено до детската амбасада Мегиши да побараат скафандери, маски, ракавици и друга заштитна опрема, се со цел да им помогнат на децата. Интервениравме од нашите фондови, од граѓаните кои донираат во нашите касички, од пренамена на други фондови, од активностите кои ги исполнуваме и одговоривме многу брзо во оној момент кога ни државата не умееше и не можеше на време да ги оспособи со опрема да бидат функционални институциите на системот во давање на примарна здравствена заштита. И втората ситуација со која се соочивме, за кој пратениците треба да обрнат внимание, кога ни го невозможија на јавната расправа минатата година измена и дополна на Законот за семејство, дека пандемијата ги влоши односите на релација прв и втор родител и придонесува во соучесништво околу отуѓување на детето од родителот кој има ограничено право на видување и тоа ограничено право на видување му е оневозможено. И сметаме дека треба да се промени оваа пракса и дека навистина треба да се работи на тоа да детето не се чувства виновно за тоа што се случува во бракоразводната постапка и да има двајца одговорни родители кои ќе работат во негов најдобар интерес и по развод. А тоа е функционално позитивно родителство. Благодарам.